Клиничка болница Штип ги адаптира своите простории за овде во втора и трета фаза да се лекуваат пациентите кои беа повредени од пожарот во Кочани. По отпуштањето од болница, односно по завршување на првата фаза од лекувањето, дел од пациентите ќе имаат потреба од понатамошно лекување, преврски и слично. Денеска увид направија представници од Министерството за здравство, а целта е да се оспособат услови за потоа директно да се започне со лекување. Сега тие пациенти се уште на активна прва фаза лекување, бидејќи на нив има се уште активни хируршки третмани и третмани од интензивно лекување. По отпуштањето од дома, што би можеле овде ние како болница да преземеме? Тоа се некои преврски на некои полесни пациенти и бевме во одделот за физикална терапија да се направи увид, бидејќи во подалечна иднина, да кажеме во трета фаза, тие пациенти би требале да добиваат физикален третман, а тоа најблизок центар во Македонија е клиничка болница Штип. Тие ги видоа просториите и дадоа некои предлози за нивна адаптација, со време да може да се адаптира за да биде што е можно поквалитетно лекувањето на пациентите. Адаптирањето пред се ќе биде на просториите, односно на леглателна физикална терапија. Сегашните 3 креветни соби ќе бидат еднокреветни со цел лекувањето да биде подобро. Дополнително ќе се одлучува кои пациенти имаат потреба од понатамошно лекување, дали ќе биде амбуланско или ќе бидат задржани во болница. Тоа е втора фаза што спомнавте. Тоа е активен третман во смисол на правење на преврски. Во зависност од големината на преврските и на зафатеноста на телото од изгореници, ќе се направи процена со нашите лекари, со нашите пластични специјалисти по пластична хирургија и секако во консултација со лекарите од Скопје би одлучиле кои пациенти каде ќе лежат и што ќе се лекуваат. Во меѓувреме, специјалисти по пластична хирургија од клиничка болница Штип ќе помагаат и во општата болница во Кочани, односно ќе прават преврски на пациентите повредени од пожарот.